Наместо немирници овој петок одбравме да презентираме нешто сосема друго. Ово во мојата рака, како што го гледате, според нашиот соговорник се вика халакоја. Моментално е едно од најбараните цвеќења помеѓу посетителите на пазарот, затоа што веќе за ден или два доаѓа датумот кој што го очекуваат и машкиот и женскиот род. Зошто токму цвеќе, како се одгледува, дали е тешко да се одгледува цвеќе и дали воопшто има екзистенција од овој бизнис? Пред мартовска еуфорија кај пазарните тезги каде се нуди цвеќе. Нада Илиева од Радовишкото село Покрајчево редовно е тука. Денеска за нејзе петокот е подинамичен. Секој сака да купи цвеќе и да ја израдува по нежната половина. Сега моментално за 8 март халахоја, циклама, гербери. Тешко ли е да се одгледува цвеќе? Па да, малку тешко е. А зошто одгледувате цвеќе? Кој ве? Дали е тоа семејна традиција? Не. Пошто јас го сакам многу цвеќето и така почнах помалку да работам и сега секоја година се повеќе го зголемувам и така. Има ли екзистенција? Па не многу, ама Што сакаат штипјани навике да купуваат? Види, у Штип еднос ми е тај втор пат. Кој идам на пазар, па од се по нешто купуват. Што им се допаѓа цвеќе. Еве денеска за пред понеделник што највеќе бараат? Па бараат халахоја, циклама. Дали кој да го наследи овој бизнис? Не. Кај мене не. Пошто децата не ми се тука, ние сме сами двојцата со сопруго и така. Додека сме живи ке тераме, додека можеме. После Ако се сака работата, ништо не е тешко, па и одгледувањето и продажба на цвеќе, тврди Нада. Неретко и во обичните пазарни денови, цвеќето е баран производ, но за посебни пригоди. Особено како смирувач на брачни несогласувања. Дали се случило некогаш да купуваат и обично за некој изговор, ако сгрешат нешто? Па да се смират слично? Да, може. Купуваат. Има такви случаи? Па има, да. За да се им подарат цвеќе да се смират. Има и тоа? Па има. Сончевиот петок е создаден за прошетка низ пазарните тезги. Ова го тврдат нашите соговорници, редовни посетители на Штипскиот пазар. Супер е, ведете го, супер. Се е убавењето. По-убаво здравје. Цените? Супер е, се. За джеп тамам ли? Се е тама, ведете. Се. Сончево. За тоа нема проблем. Тоа е убаво. Што е скапо, што е тоа? Па зависи која што купуваш. Цвеќињата се скапи. Ради 8 март сега. Да, а другото? Па друго портокали исто како онај петок, мандарини исто како онај петок. Со позитивна енергија се наполните и пазарџиите. За прв пат изостанаа забелешките од типот мала заинтересираност, неодлучност на купувачите и така натаму. Интересима. Граѓаните се расположени, времето е убаво, така да мислам ќе им правиме добар пазар. Има ли ценка? Па пазар како пазар има секогаш. И кој е победник? Секогаш се купувачите управо. Има интерес, има раздвиженост на народ, доволно е денеска. Убава роба имаме. Што највеќе барат? Највише барат денеска банани, мандарини, портокали и јабуки ради празникот за душница. А по кои цени се продаваа одделни производи до 13 часот? Компир 25 денари за килограм, зелка од 15 до 20 денари, моркови од 30 до 40 денари за килограм, цвекло 30, спанек 50, тиква 20, јаболка од 30 до 40, лимон 50 и секако цвеќе просечно по 150 денари за саксија.